Од момче што санувало за голема сцена до човек што денес успева да насмее илјадници луѓе. Актер, комичар и водител на Виц битка. Стефан Николовски денес специјален гостин на Бекстејдж. Како си, Стефан? Фала ти на прашање, добро, како си ти? Одлично е, денес пробуваме, нели секогаш да сме најпозитивни што можеме. Јас денес малку би сакала по различно интервју да направиме на гледачите, да им ја раскажеш твојата вистинска животна приказна. Подготвен ли си да се отвориш на едно друго ниво? Подготвен сум, ќе ни треба малку поише време, ама добро. Ајде, драги мои, го гледаме Стефан Николовски од еден друг агол. Денес луѓето те гледаат како актер, стендап комичар, водител на Виц битка, но малкуми не ја знаат приказната пред светлата на сцената. Какво беше твоето детство и колку тоа те обликуваше како човек, човекот што си денес? Па сигурно ме обликувало многу. Имав интересно детство, затоа што додека не сватив каде треба се канализира таа енергија, беше многу тешко. Мислам, мене ми беше супер, ама на луѓето околу мене веројатно им било многу стресно, поготово на моите дома, затоа што едноставно пред да дознаам дека постои професија наречена актер, јас го правев тоа не знаејќи дека не знам дека можам да си наштетам, усмисла на влегував во ликови од филмови, бев многу мал, значи зборуваме за 4, 5, 6 години, кај што јас буквално пошто гледав многу филмови, сакав филмови, ки изгледав еден филм и почнав да се буквално да влегувам во тој филм, да мислам дека сум Спајдермен, да мислам дека сум Бетмен и така натаму. И тоа беше опасно по живот, значи буквално. Во која смисла на зборот? Па во смисла на зборот си имам качувано по куќата со Спајдермен одело, мислам. Од смисла дека не знам, сум го гледал Бандите на Њујорк кој што почнува со страшен колеж, тој еден филм, таква сцена цела кај што се колат и јас сум следниот ден со ножеви нареден целиот. И баш ама онака влезен во филмот дека јас сум Леонардо Ди Каприо од филмот и дека сега треба да одам да убивам и така натаму. А можеби со тие вештини пробуваш ли некогаш да се извадиш од некоја ситуација, еве кога веќе си пробал да одглумиш некој херој, си глумел ли за да се извадиш од ситуација како дете? Искрено ти кажам, као дете можеби сум пробувал, сега веќе не, многу ми е тешко дека мислам смешно. Сега веќе сите те знаат, џаве ти. Ама знаеш што е многу смешно? На пример, еве луѓе се нормално има луѓе кои што не ме знаат и многу често ми се случува на граница тоа, значи момент кај што ја пробувам да се извадам со глума. Не постои, значи не знам да лажам, у реалниот живот и тоа моите блиски многу им е смешно дека не знам, одам на една обична царина одам кога се враќаме од одмор и ме прашуваат дали имам нешто да пријавам. Ја немам ништо да пријавам стварно, ама наместо да кажам немам, ја правам па не. А зошто ти е тоа па не? Што е проблемот? Ама не знам, некако се осеќам така како и многу пати си им речено чекај, ајде замисли си сега дека си некој лик, дека овој не треба да те примети и така натаму. Не може, џабе, он како ќе се симнам џамот и ми рече имаш и нешто да пријавиш, ја одма ајде вика препаркирај и излези назад толку. Така што многу ми е тешко во реалниот живот, можеби не знам кога ќе се најдам во небрана ситуација кај што телото едноставно ќе свати дека треба да го запали тој аларм. Да, можеби таму ќе почнам да ја употребувам професија во реален живот, ама искрено вака на прва топка не можам да одглумам, многу ми е тешко. Добро е да се знае дека тоа не е така едноставно. Сам често велиш дека не потекнуваш од богато семејство и дека не бил лесен патот нели до успехот. Кога ќе погледнеш наназад, кој беше периодот кога најмногу требаше да веруваш сам во себе? Па многу е интересно дека многу повеќе се такви точки. Не е само еден, мислам, повеќе периоди се, можеби да, има 1 до 2 кои што би ги издвоил, кои што стварно било, знаеш, мора да имаш еден период, например, кога сватив дека сите татковци од нашите, од другарите што бевме, сите цела екипа, сите татковци не беа тука, беа во странство да работат. А тоа е периодот кај што, не знам, имаш 16-17 години, кај што баш тоа онака ти треба тоа што, не знам, и хормоните почнаа да ти работат и така натаму и ти треба некаква поддршка. Па се до запишувањето моје на факултет на 18 години, татко ми се уште не беше тука, мислам, работеше во Хрватска и тие некои моменти, ти е јасно од што се случиле, ти е јасно дека мора, дека едноставно нема друг начин.
Тука требаше силно да се веруе. Претходно, нормално, кога на школа, кога водевме, не знам, основно, секогаш бев, не бев за учење школа, бев тотално нешто друго. Моите петки, моите оценки беа на пробите и во представите што ги спремав. Тоа на професорите по физика, по хемија не им беше јасно. Не можеш да им објасниш. Да, и морав ја да бидам на тие часови, морав да слушам, морав да учам, а едноставно паметот ти е на друго место, нели? Комплетно, јас сум исклучен таму, ја кога седнев, буквално не размислував нити на тоа што го зборува професорот, нити нешто, него некој сценарио се пишува у главата и така натаму. И тој момент кај што, не знам, ми си има случајно во средно исто такава е момент кај што требаше силно да се веруе у себе, а тоа е кај што ето таквите ситуации дојде до степен да не знам да треба да ме вадат од представите, за ја да сум ги поправил оценките и така натаму и буквално кога сите ти викаат дека ти нема ништо да направиш, дека нема да успееш овака, дека само си инатиш, дека ти удрило у главата тоа што играш у представи и така натаму, а ти пробаш да им објасниш дека не, луѓе, јас сакам само да правам уметност, сакам да играм у представи, као еве правиме по 3 представи годишно со нашата гимназија и ми е супер тоа, јас сакам да го правам тоа, оставите ме да креирам. Не, додека не ги поправиш оценките, нема да играш, ќе ти го земеме тоа што најмногу го сакаш и така натаму, и со такви некои моменти на 15 години имам у тој момент. Мора да ми се случи, и сега е, и ден денес е така, мора да ми се случи да ми се преврти животот наопаку, за да направиме нешто добро. И некако, сега, ако оди секако подмачкано ми е нешто ми фали. Ми фали да се случи нешто. Цело време треба некој да ме налути, нешто да ја земам замав и да направам нешто добро. Што според тебе ти е вака како најголема животна лекција од сите овие години поминати со актерство и со како комичар, сега и како водител? Да, па искрено цело време тоа некако ми се врти у глава дека само се што правиш само треба да бидеш чист од душата. Мислам дека немаш Ако си мирен сам со себе кога ќе си легнеш, мислам дека го правиш највистинското. Значи, пошто многу често сме збунети у работата, сме 24/7, не знаеме, поготово и креативците се губат во процесот. И кога ќе си изгубиш и кога не знаеш дали си ти таман, дали го правиш исправното, само кога си легнеш, ако ти е чиста совеста, ако си мирен, знаеш дека си го направил исправното. Исто така, многу пати ми се случило да бидам од многу блиски луѓе повреден, што дури не било податно ни за стендап. Значи до толку, знаеш, кога едноставно си верувал во нешто, дури изневерување од жена е податно за стендап, ама од луѓе кои што буквално ти биле, не знам, како браќа, мислам дека во многу временска дистанца треба да помине за да бидеш спремен да седнеш и да напишеш стендап материјал од тоа. Толку било страшно што стварно не сум нашол начин да кажам ова е смешно од страна, не уопште не беше. Не можев нити 2% да му најдам хумор во нештото. Дали можеби ти се случило еве вака и после одредено време наоѓаш некој материјал, излегуваш на сцена, го користиш истиот и да ти се налутат баш истите тие луѓе, дали девојка некој? Не, ми се нема никој налутено од проста причина што никогаш не претерувам. Гледам да е тоа како да кажам, домакински, шмекерски, генерално во многу случаи не знаат за кои личности се работи или си имаме менувано, имам приказна за Тино, аз сум кажал дека е за Атанасиони за мене и така што за да не се, мислам, не дека ќе се налутат, него едноставно гледаме дека публиката посмешно би било да е Тино уприказнаваме, сваѓаш, и ние ајде дека искреираме да е Тино. И така што да, никој не ми се налутил, не ми се случило до сега, веројатно ради тоа што секогаш кога го пишувам материјалот, ако треба да роустам некого или да зборувам за некого во материјалот, секогаш го пишувам како да ме слуша. И го кажувам, да речеме, го вежбам како да ме слуша. И ако си го замислиш дека те слуша, одма ќе сватиш ова нема да го напишам, знаеш, малку е премногу. Имам многу јаки, многу интересни смешки кои што не сум ги кажал затоа што знам дека можеби
не треба во некои ситуации не треба да си играш со некои емоции на некои луѓе. Затоа што не секој може да прифати хумор и тоа е нормално. Како општество треба да што повеќе да прифаќаме за да нели се крене свеста, ама рано е за тоа. Рано е за тоа и затоа треба многу внимателно, треба да го познаеш човекот за кој што зборуваш, да знаеш што му е најголемата болка, да не чепкаш таму и така натаму и така натаму. Ако го правиш така, нема да сгрешиш. Да, токму така. Ете, доколку сега вака ти пише некој или познаваш некој детенце исто што живее во скромни услови, да кажам, и што нисто ова му е сон, што би му препорачал, ете, во кратки црти? Дали да го оди твојот пат, дали да проба некој свој пат? Нормално дека ќе треба да си најде свој пат. Дали тој ќе биде сличен на некој друг, не знаеме, може ќе биде, може не. Нормално е дека секој има уникатен негов пат, ама па не знам, би му кажал да биде упорен како конј, буквално, да се инати на се живо што ќе му каже дека не бива. Значи, мене, например, многу ме возело тоа. И најбитно е да биде среќен, да биде среќен за ситуациите што му ги прави Господ како проблеми, да биде среќен ако го заебат, ако нешто лошо му се случи. Буквално тоа ти е доказ дека те заштитил Господ да не залуташ, да не се поквариш и ти и така натаму. Ако си излегол наивен, ако си излегол зафркнат од некоја ситуација, значи те частил Господ да ти едноставно останеш тоа што си, да не се симнеш на другото ниво, да не почнеш да размислуваш како тој што тебе те зафркнал. Значи ти си останал чист, така што треба едноставно да бидеш упорен како конј, да ти е чиста душата и нема никако да сгреши. Многу луѓе ќе му кажат дека нема шанси, дека не бива и така натаму. Ретки ќе бидат луѓето кои што ќе поверуваат одма и ќе му подаат рака. Акот која ќе успее, ќе има многу луѓе и тоа ќе го увидиш дека има многу луѓе кои што можат да кажат дека тие го направиле него. А дали може би баш тој успех тебе ти го промени погледот кон животот? Па некако не. Дали си гледал другачие на сето? Па подруго гледав. Искрено јас сонував за успехот, ама некако буден сонував. Знаев дека мислиш дека овие се твоите 5 минути? Па не, ја мислам дека сум го зборуваат затоа и го начнав. Да, не, мислам дека сум многу на почеток. Значи мислам дека сум многу млад се уште. Мислам дека сега да речеме било кој поглед да гледам, дали во актерството, дали во стендап комедијата, дали во продуцирањето шоуа и така натаму, секаде гледам луѓе во Македонија што моментално се во прайм тајм. И мислам дека за мене е се уште рано да кажам ова се сега моите 5 минути. Не, има луѓе кои што сега ги имаат нивните 5 минути затоа што 10-15 години работеле на тоа. Јас сум во ова од дете, меѓутоа активно овака со да речеме со ваков континуитет сум малтене 3 до 4 години, не знам колку точно, ама сум релативно млад од целото тоа што го правам. Мислам дека би било арогантно и претенциозно од моја страна да кажам сега се моите 5 минути, многу сум млад за тоа. Знаеш, има доста дечки кои што се моментално у прайм тајмот и ќе дојде само, ќе се сватиме и јас и они кога ќе биде мојот момент на тие 5 минути. Некако треба да се заработат. Треба да работиш 15 години за 5 минути. Така. Драги мои, ние сега одиме со кратки реклами, а во меѓувреме јас и Стефан ќе се заблажиме со луп од витаминка. Леле, давајте лупот одма. Проблем ако јадам. Полека, се враќаме веќе после рекламите. Ќе јадеме пак завршување, имаме уште кратко. Продолжуваме ние понатаму со или нашата добро позната рубрика, сигурно се чул за неа. Да. Подготвен? Не, ама ајде. Ти къснеш, кај остава марат. Ја мислам дека прво ќе јадам, после ќе зборуваме, ама нема да скажам. И мене така ми влегуваат кога пробувам да си каснам да се заблажам, исто така ми влегуваат од режија, да ми викаат почнуваме и тоа си прифаќам. Нема тука расправи. Одиме. Стефан Лазаров или Томски? Сега. Мислиш нешто друго ќе биде? Не. И поинтересно вака неподготвено. Не знам, со
се сакаме со двајцата сега. Кај знам кој, мислам, не знам по што да бирам сега. Тоа што ти е тебе најдобро, по тоа бирај си. По тоа што ми е Нема мене. правила, да. По телото уште е Лазаров. Томски треба да работи на тоа. Треба да вежба. Не знам поблизу, не знам. Томски, ајде, Томски. Томски. Или Лазаров, не знам. Томски кажа прво, го прифаќаме тоа. Ајде, Томски, ајде. Даре Дети или Димитар Атанасовски? Димитар Атанасовски. Или не, Даре Дете. Даре Дете, со Димитар сме скарани. Мислам и со Даре сум скаран, ама Даре Дете. Со тој помоцка. Не, уствари Димитар, чекај, со Димитар имаме нешто треба да правиме. Димитар. Ја ти кажав, бирај си ти, пошто ти треба по тоа, бирај си, не се мешам јас. Не, Димитар. Добро, Димитар. Конечно, добар До Димитар. април Димитар, после тоа После Даре ќе Дете. видиме, ќе те викнеме пак ни или ќе се пресметаме втор пат. Скопје или Велес? Вие велешаните малку сте тешки по ова прашање, ама ајде да видиме. Не, па Велес, таму сум роден, не можам по друго да бирам. Мислам и... Па оди си у Велес. Нема друго сега, Велес би го, Велес. Велес. Театар или виц битка? Театар, Театар? да. Ова беше онака директно, Да. без размислување. Публиката се смее или да добиеш аплауз? Да се смее цело време, само да се смее, дури да нема време аплауз да даде, само рафали, дака, и после си одиш и нека чукаат. Ај, како ме погледа, кој знаеш е следно. Добро заработени пари или силен аплауз? Силен аплауз, пошто нема, знаеш ли дека не сум размислил ни еднаш математика немам направено. Ова ти е како некој да ти каже, еве ти волку пари, за ова да го кажеш или да си кажеш нешто своје или да добиеш? Не бе, аплауз, пошто стварно ти викам, не размислуваш ти, ја последно... Сиромашен, ама со аплаузи, со насмевки. Па са сиромашен, тоа е друго прашање. Ама да, аплаузот ми е побитен. Стварно ми е, гледам, и у Јане кога бевме, ја многу беше смешно дека ја до крај немав појма тоа рачуница, не знаеш тоа ништо. Значи ја само материјалот, значи аплаузот ми е побитен. И од кога се случи се, еве ти пари, ту! Браво Стефан. Последно е ова. Да. Не, воопшто не е страшно, значи Добро. сигурно сум дека од пушка ќе го одговориш. Вирално видео или распродадена сала? Распродадена сала, како? Распродадена сала. А нели мислиш дека се тесно поврзани, можеби тоа ти носи ете? Не мислам, сигурно се тесно поврзани, ама да, треба нормално е да треба прво вирално видео, па распродадена сала. И јас и се водам по тој концепт, ама вака ако директно ме прашаш, сакаш утре да имаш вирално видео или да наполниш сала, од овој аспект полна сала, дефинитивно арена, нема поубаво. Епа, драги мои, тоа беше Стефан Николовски, уште еден поразличен специјал на Бекстејдж. Се надевам дека уживавте и во овие 20 на минути. Ви останете на Тилма, ние се гледаме повторно утре.